врска да работиме заедно со општините во решавање на наталожените проблеми на локално ниво и за реализација на развојните проекти за да можат граѓаните да добиваат навремени, ефикасни и квалитетни услуги. Истовремено должни сме и како централна и како локална власт да ги подобриме условите на живот на сите граѓани во секој град, село, односно во секое населено место во Република Македонија. Заеднички именител на општините и на централната власт се граѓаните. Постоиме за ним да им служиме. Сакам уште на самиот почеток да кажем дека има локалната самоуправа апсолутно пријателска централна власт која што сака да биде од помош и во функција на помош на јакнењето на капацитетите на локалната самоуправа. Имаме обврска заедно да работиме за да ги исполниме очекувањата на нашите граѓани кои ни ја дадоа довербата секако, но и честа да креираме политики кои имаат за цел да го подобрат квалитетот на животот и на централно и на локално ниво. Процесот на децентрализација на власта мора да се заокружи на систематски начин кој ќе им овозможи на општините да бидат функционални и финансиски, а од друга страна непречено и квалитетно да ги извршуваат обврските и да ги сервисираат услугите на граѓаните. Од тие причини и денешната конференција е многу значајна во реализацијата на таквите наши заеднички цели. Владата на Република Македонија за овој краток временски период од 18 месеци ги врати општините и рамномерниот регионален развој високо на својата агенда на приоритети. Во 2019 година во буџетот за рамномерен регионален развој издвоивме за 100% повеќе пари во однос на 2017 или за над 50% повеќе во однос на 2018 година. Од 3,5 милиони евра во 2017 за наредната година за проекти за рамномерен регионален развој во планските региони и во општините се обезбедени 7 милиони евра. Наша цел е овие средства континуирано да се зголемуваат се до севкупната трансформација и целосното насочување за реализацијата на законот за рамномерен развој, каде што треба да се обезбедат законските 1% од бруто домашниот производ со запаќањето на сите капитални инвестиции кои што би се распределувале според степенот на развиеност во сите плански региони. Но, знаејќи со какви тешки финансиски проблеми и големи долгови се соочуваат најголем дел од општините, Владата на Република Македонија со ребалансот на буџетот за 2018 со 50 милиони евра вкупен износ на финансиски средства им помогна на општините да сервисираат 50% од својот долг. Целта на ваквиот чекор е да се ослободи развојниот потенцијал на општините кој беше долги години заробен во наталожени долгови и блокирани сметки. Се работи секако за еднократна помош, без обврска за враќање према централниот буџет, но со конечен. Задоволен сум што денес успеавме во ваков состав на градоначалници и на министри, предводени од председателот на владата господин Заев, да се собереме за да дискутираме за патот кој што ни престои на децентрализацијата во нашата држава. Локалната и централната власт, иако може би личат дека се спротивставени, сепак се дел од системот на владењето и нема поприродно нешто да има една симбиоза и сојуз помеѓу централната и локалната власт. Затоа што целите ни се исти, да обезбедиме поквалитетни услови за живот на граѓаните и просперитетна држава. Затоа е многу важно на ваквите средби да изградиме заеднички јазик со цел да донесеме квалитетни заклучоци. Локалната власт е најблиска до граѓаните, па соодветно истата е и задолжена за најголем број на давање на услуги на тие граѓани, така што задоволството од локалната власт всушност представува и задоволство од централната власт. Затоа што сите знаеме дека е застанат тој процес. Мислам дека барем нам кои што сме овдека, тоа ни е повеќе од јасно. На состаноците на управниот одбор на ЗЕЛС зборувавме дека во изминативе години не само што е забавен процесот, туку општините биле целосно заборавени и дека истите се оттоварени со голем број на долгови, наследени, со нерешени проблеми и со предизвици кои што допрва ќе треба да ги решаваме.